Изградбата на магистралниот гасовод Скопје-Тетово-Гостивар стана предмет на политичка кавга меѓу ВМРО ДПМНЕ и власта. Опозиционерите обвинија дека владата и Министерството за транспорт и врски ги пробиле сите рокови и доцнат со гасификацијата. Проектот требаше да биде завршен во декември минатата година, рече на пресконференција Елена Маркова Велинова, председател на Комисијата за енергетика на ДПМНЕ. Овој гасовод не само што не е завршен, туку фактичката состојба е дека ниту половина од работите не се завршени. Гасификацијата не е работа која ја започна СДСМ, туку тоа е проект на ВМРО ДПМНЕ. Проект за кој беа обезбедени финансиски средства и беше изработена проектна документација за 3 гасоводи во вкупна должина од 145 километри. Од Министерството за транспорт и врски одговорија дека гасификацијата е приоритетен проект на актуелната влада, но е еден од многуте наследен од претходната предводена од ДПМНЕ со бројни проблеми и нерешени имотно-правни работи. Во нивната реакција се вели: изградбата на гасоводната магистрала од Скопје до Гостивар се одвива непрекинато со забрзана динамика и уверуваме дека оваа година ќе биде завршена. Инаку изградбата на овој гасовод ја затекнавме со 15% реализација и нерешена експроприација. Доколку претходната влада била посветена на овој проект, како што тврдат, граѓаните ќе го почувствувале бенефитот од гасот. Гасоводот Скопје-Тетово-Гостивар е во вкупна должина од 86 километри, со финансиска рамка од околу 30 милиони евра.